Почитувани сограѓани, ВМРО ДПМНЕ е сериозна политичка партија, која пред граѓаните излегува со конкретна програма и конкретни проекти. Во програмата со која излеговме пред граѓаните на Република Македонија во 2011 година, Манифест за реформи и развој, е и социјалната мерка со која се подобрува животот на различни категории граѓани. Изградба на станови за лица со социјален ризик и други ранливи категории. Вкупно се предвидени 1753 станови во Република Македонија, а веќе 559 семејства се вселија во сопствен стан. Во тек е изградбата на уште 474 станови во Скопје, Ресен, Демирхисар, Кочани и Прилеп. Денес се наоѓаме токму пред новата зграда во населбата Точила, каде во изградба се 76 станови наменети за наши сограѓани, кои се дел од претходно споменатите социјални групи. Токму за овој проект пред некое време од нашите политички противници во Прилеп, СДСМ, бевме нарекувани лажговци, но како и за се друго што веќе се реализира или отпочнува да се реализира, не критикуваат во немањето аргументи. Еве, сите ние со своји очи можеме да видиме до каде е изградбата на оваа зграда. Ова е уште еден проект на владата на ВМРО ДПМНЕ, кој е реален, видлив и најважно од се, за подобрување на животот на граѓаните. За овие 76 станови право да аплицираат имаат деца без родители над 18 години, невработени лица и лица корисници на социјална помош, жители на региони погодени од природни катастрофи, инвалидизирани лица или домајќинства кои имаат инвалидизирано лице, социјално загрозени лица, припадници на ромската популација и самохрани родители со малолетни деца. Огласот за аплицирање ќе биде објавен 2 месеци пред завршувањето на градежните работи. Кај нас, во ВМРО ДПМНЕ, кога зборот ќе биде даден, тој е даден збор и тој мора да се исполни и да се вложат сите ресурси за да се исполни. Токму, заради овој начин на работа, ја добиваме довербата од граѓаните. Ние ветуваме проекти кои се возможни, потребни и истите ги реализираме. ВМРО ДПМНЕ она што го ветува, тоа го исполнува. Граѓаните заслужуваат, граѓаните избираат, изборот е ВМРО ДПМНЕ, изборот е Македонија. Ви благодарам.